Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Ова ТВ Ординација имаме гостин во студиото. Со мене вечерва е доктор Тодорче Јосеф, офталмолог од поликлиника Систина. Докторе, добро вечер и добро ни дојдовте. Благодарам. Вие не сте прв пат во ТВ Ординација, се надевам дека нема да бидете и последен пат. Добри ли сте? Одлично. Така, многу често веќе се прашуваме како сте, добри ли сте, чувајте се поради пандемијата. И некако не стана и навик. Да, со сегашнава ситуација мора. Токму така. Докторе, вечер зборуваме за катаракта. Што е катаракта и по што е специфична истата? Катарактата представува една состојба каде што имаме заматување на леќата во окото на пациентите. Значи, најчесто ги зафаќа луѓето над 60 годишна возраст, но таа може да се јави и кај помлади луѓе, може да биде вродена, може да биде предизвикана од некои медикаменти кои што се примаат како редовна терапија. И најчесто луѓето почнуваат да забележуваат прво поблаги субјективни тегоби, преливање на светлината, менување на боите, заматеност, губење на квалитетот, избледнување на боите. Понатаму со нејзиното прогредирање, значи може да доаѓа до тотално тешкоти при гледање, при сумрак, доколку е заматен централниот дел од леќата, значи имаме заслепување од рефлектори, од силно сонце, сметање на неонска светлина. Така да тоа е една низа на тегоби кои што постепено почнуваат да се јавуваат кај пациентот и во различно на кој колку му смета професионално, колкав му е прагот на толеранција, веќе ги чувствуваат и почнуваат да им сметаат и се обратуваат до нас на преглед, каде што веќе установуваме дека нешто се случува, значи со пациентот, и почнуваме со еден стандарден преглед каде што забележуваме дека во некоја форма до некој степен имаат заматување на леќата, каде што понатаму ќе треба да видиме што ќе правиме со тоа. Така, ја утврдувате клиничката слика на што е со третманот. Дали секогаш одиме со интервенција на окото или пак постојат методи и начини за лекување? На жалост, за разлика од другите болести каде што имаме третман со лекови и со капки, значи со масти, катарактата е нешто кое што не може да се реши со медикаментозна терапија. Порано старите лекари имале некоја пракса на давање капки каде што можеби ќе се успори малку, но доаѓало до премногу тврда катаракта, така да едноставно сега за сега единствено решение за отстранување на катарактата е фако методата, значи тоа представува хируршка метода, каде што едноставно за 6 до 8 минути имате завршена интервенција и видот на пациентот повторно се враќа назад и се е завршено без никакви проблеми. Што е за луѓето кои што имаат диоптрија? Дали имаме разлика во лекувањето, начинот на пристапот и интервенцијата? Да, видете, значи со катарактата се решава и проблемот со диоптријата. Значи се користат премиум амерички леки кај нас во болницава, значи едноставно најголемиот број на пациентите си го решаваат проблемот со катарактата, се отстранува диоптријата. Доколку вградат монофокална леќа, значи тоа е леќа со една диоптрија, тие си гледаат надалеку без никаков проблем, без очила, додека за читање обично се пропишува диоптрија од 1,5 до 2. Има пациенти кои што ради професионални обврски самите избираат така и имаат можноста да си вградат и мултифокална леќа. Тоа представува леќа која што внатре има 3 концентрични круга со 3 диоптрии. Централниот дел има за гледање надалеку, средниот за гледање на компјутер на 75 см и третиот име за читање. Со тоа го решили и рефракцијскиот проблем, значи не мора да менуваат на очари постојано, едноставно си гледаат, си ги вршат сите професионални обврски на сите растојанија и немаат потреба од никакви наочари повеќе. Тука се и торични леки кај луѓе кои што имаат цилиндар, значи астигматизмот како појава е многу честа
и ја имаме и опцијата за вградување на торична леќа, така да и луѓето кои што носеле очила поради високи цилиндри повеќе постоперативно не мора да ги носат, се решава и тој проблем. Така да има едно комплетно рефракциско решение за сите проблеми на пациентите. Така, докторе, какви се прогнозите? Вообичаено луѓето кои што се решаваат на ваков чекор, еве паралелно со катарактата да го решат и да ја решат и диоптријата, кои се шансите, какви се шансите всушност за незиното повторно појавување? Еднаш решена катаракта, значи со фако метода е за секогаш решена катаракта. Многу кратка интервенција, безболна интервенција, значи се прави со капки, без крвна метода, без шиење, без крпење, без преврски. Пациентот доаѓа значи со отворено око, буквално си оди од кај нас со отворено око. И тоа е нешто што е завршено еднаш за секогаш и повеќе нема шанса значи да се повтори. Тоа е решение до века, значи едноставно се решава, проблемот е завршен, пациентот си прави после тоа редовни контроли. На почетокот се малце почести, после тоа се разречуваат и едноставно си го контролираме, се е решено и може да има квалитетен живот без никакви сметни при гледањето. Да, на почетокот ги спомнавте симптомите, како граѓаните да ги препознаат, да ја препознаат катарактата, но што е она кое што ги доведува до истата, кои се најчестите ризик фактори? Па видете, на жалост се уште, јас затоа апелирам на се почести скрининзи, барем еднаш годишно да се јават на офталмолошки преглед, а многу почесто пациентите се јавуваат со веќе развиени, премногу развиени симптоми, многу зрело перде. Значи, почнуваат со, како што реков, некои благи субјективни тегоби, бледило на боите, преливање на светлината, прекршување, некоја дамка при гледањето, чувство дека нешто постојано им засметува додека гледаат, намалување на сумрак, значи доколку кортексот, обвивката, кората на леќата е заматена, прв знак ќе биде намалено гледање при стемнување, значи при намалена светлина, додека ако е центарот на леќата заматен, силна светлина, неонско светло, при возење со автомобил забележуваат промени, чудна рефлексија од знаците, од фаровите, од колите, значи се тоа низа симптоми кои што ги забележуваат. Некои одлучуваат да се јават веднаш, други, на жалост, се малце поупорни и доаѓаат со веќе развиена слика, но тоа е решението е тоа. Едноставно, колку е помалку зрело пердето, толку е полесна операцијата за пациентот, бидејќи се користи помалку ултразвук, помалку потреба од маневри при интервенција од страна на нашиве хирурзи, многу полесно опоравување, така да колку понавремено, толку подобро. Така, докторе, што е надворешно перде? Надворешно перде, да. Многу често наши пациенти го мешаат надворешново и внатрешново. Значи, надворешно перде представува еден вид на дупликатура, хипертрофија на слузницава, на конјуктивава на около, која што почнува да прераснува преку рожницата, преку провидниот дел од около. Најчесто е луѓе кои што се експонирани на силна светлина, UV светлина, кои што работат во услови на отворени услови со различни временски услови, значи работа во прашина, работа под дејство на хемикали и сувост на окото, и во тој случај доаѓа до една хронична иритација и доаѓа до почнување на растење на клетки од слузницата преку рожницава. Се гледа како еден кожен израсток преку рожницата и пациентите многу често знаат да го помешаат надворешно перде или птеригиум со катаракта или како што го викаат внатрешно перде. На почетокот чувствуваат некое пецкање, грепкање, знае да има воспаление на местото, па се третира медикаментозно, доколку напреднува до толку голем стадиум да веќе смета во видната оска, значи да препокрива преку рожницата, тоа е нешто кое што се решава хирушки, многу кратка интервенција, така да и тоа е нешто за кое што има решение и едноставно си продолжува со квалитетен живот. Така, офталмологија се стигна се наоѓа во источниот дел од Македонија, еве и југоисточниот регион пациентите, дали имаат можноста за сите интервенции, конкретно еве зборуваме за катарактата во Штип или пак мора да се препраќаат во Катарактата се извршува Скопје? во главната болница, значи во Скопје. Целиот процес трае околу 1 саат, значи 6 до 8 минути интервенција, уште 45 минути пациентот седи во болнички апартман постоперативно, значи после 1 час го пуштаме дома. Првата контрола е во
центрите регионални, значи како што е центарот во Штип, се извршува контролата во зависност од состојбата. Обично втората контрола е за 7 дена, да си го видиме повторно пациентот како е, и последната контрола е за 3 до 4 недели. Значи на таа последна контрола се даваат обично тие очила за читање кои што ги спомнав, кои што ќе му требаат на пациентот за да си ги врши најосновните работи на близина. Така да целиот постоперативен третман е наша грижа, препуштена е на нас, пациентите само треба уредно да се пријават на контрола и се ќе биде во најдобар ред. Така, докторе, колку е честа катарактата кај децата? Има случаи на конгенитална катаракта, значи не е нешто многу често, значи тоа е вродена состојба, но се појавува и најчесто значи родителите забележуваат дека детето не го следи правецот, звучни дразби, играчка, забележуваат многу пати, обичен лекар може да забележи дека околу не враќа црвен рефлекс кога ќе го осветлите. И тоа е една состојба кај што треба да се реагира веднаш, затоа што во детската возраст се развива видот, значи мозокот учи да гледа и доколку не реагирате на време, постои голема шанса да тоа око остане утре амблиопно или слабовидно, како што вели народот, така да тоа е една состојба каде што стварно мора многу да се посвети внимание и да се реагира. Така, кажете ми, кои се оние најчестите причини за кои што пациентите се опатуваат кон офталмологија асистина? Освен катарактиве кои што веќе ги избориме, значи имаме многу голем број на сега пост-ковид пациенти со оклузии, значи со тромбози на вена во око, значи тоа е една мини епидемија. Најверојатно самава болест прави некои нарушувања во процесов на коагулација, така да имаме многу такви случаи. Како категорија посебна, со посебно место се и диабетичарите, значи кои што имаат многу промени, кои што треба да одат на редовни контроли, кои што треба да се реагира доколку се забележи промени. И исто така луѓето над 60 години, значи имаме и сенилна макуларна дегенерација, значи тоа е една состојба каде што после 60-та година фактори висок притисок, холестерол, нарушена циркулација доаѓа до една состојба каде што задниот дел, центарот за вид во окото не може да се храни доволно и не може да ги исфрла отпадните материи, значи што ги метаболизира, доаѓа до таложење на такви агрегација на такви, значи материи во задниот дел на око и намалување на видна острина. Така да тие ни се најчестиве. Имаме исто така мали повреди, страни тела, луѓе со конјуктивити, воспаленија, луѓе кои што имаат некаква рефракцијска мана, значи проверка за контактни леки, за очила, луѓе кои што веќе не сакаат да носат очила па се јавуваат на рефракцијски преглед, значи за да направат лазерска корекција на диоптрија. Значи има широк диапазон на пациенти со различни патологии кои што секојдневно се јавуваат. Така, и да се вратиме повторно на катарактата, имаме ли можност за компликации од катарактата? До сега и многу ми е чест да кажам дека откако сум јас во болницава, компликациите се многу ретки и многу, буквално многу ретки. Шанса теоретски за компликација како и во секоја интервенција постои. Значи сепак тоа е хируршка метода, но се спазуваат сите можни протоколи. Асепса, антисепса, значи сите можни медицински протоколи, се работи со најсовремени леки, со најсовремена опрема, така да за сега многу ми е мило што имам само успешни пациенти. Сепак, во теорија, секоја хируршка процедура носи ризик. Многу е битно постоперативно и пациентот да се придржува, значи, до пропишаните правила. Првите 3 дена после интервенција околу не сме да се мокри. Се ставаат само капки. После третиот ден веќе може тоалетата да си ја врши најнормално. Првите 3 до 4 недели, во зависност од хирургот и од нас, пациентот треба да става редовна терапија, антибиотски капки и треба да се лиши од контактни спортови и кревање на екстремни тежини. Откако ќе заврши тој процес од 4 недели, пациентот може апсолутно да се врати на секаква физичка работа, секаков вид на спорт. Имаме луѓе кои што се земјоделци и сточари, кои што работат во услови на прашина, може да се вратат комплетно на сите обврски без никаков проблем. Така и на почетокот на емисијава спомнавте за откривањето на катарактата, тоа се систематските прегледи
колку се важни истите? Многу, многу. Значи, апелирање, буквално од ученици еднаш годишно, од фирми барем еднаш годишно, луѓе кои што имаат некакви проблеми, шеќерна болест, висок крвен притисок, некои посериозни реуматски промени, значи барем еднаш во годината да се јават на офталмолошки преглед, значи да се дигне таа јавна свест за редовно одење на тие скрининг прегледи. Не само за офталмологија, за се, буквално, значи за сите граѓани. Така. Докторе, ми беше чест што Не, бевте чест. вечерва Благодарам. гостин во ТВ ординација. Се надевам дека во наредниот период ќе се видиме повторно, И ќе јас се имаме надевам. можност секако да ги едуцираме преку оваа емисија граѓаните и да ги опуштиме секако Да, кога да. станува збор за превенцијата и навременото Со добра лекување. превенција за секоја состојба има решение, така да. Така, ви благодарам уште еднаш. Јас ви Вам, благодарам. почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва одвоивте време, бевте заедно со нас во ТВ ординација. Ве оставам во добро здравје, се гледаме следната среда.